Град со пречник од едва и 5 километри би требало да биде мирен, безбеден и без сообраќајен метеж. Но не е така. Мислам дека многу е тешко да се движиш со автомобил, паркинзи и сите тие проблеми, но и покрај тоа прилепчани се уште не се откажуваат од своите автомобили, но се надеваме дека таа слика се сменува полека и сите ги сваќаат придобивките од движењето со велосипедот. Активисти се обидуваат да му докажат на секој прилепчанец дека нема подобар избор отколку да се качи на точак. Ова се луѓето што не чекаат решенија, туку ги бараат. Не креваат раце, туку ги засукуваат ракавите. Познати им се и пречките и неуспесите, и тешките услови. Се борат со бирократски лавиринти, недоречени закони, партиски притисоци, приватни интереси. И не се откажуваат. Тие се носители на промени. Треба уште повеќе да возат точаци, за да не биде толку многу загаден воздухот во некоја општина. Да, имаме здраво и развиено тело и е убаво да се вози точак затоа што и јас така мислам затоа што многу сакам и јас да возам точак. Другите луѓе можеби мислат дека за друго, но јас мислам дека најубаво точак затоа што можеби да се развиеме ние. Многу студии се направени за позитивните ефекти од возењето велосипед. Подобро расположение, помала телесна тежина, подобра работа на мускулите, подобра исхрана, подобро дишење, намален ризик од срцеви заболувања, дури и подобро спиење. Не на велосипедот секако. Но дали возењето велосипед е корисно најмногу зависи од бројката. Светската здравствена организација истражила дека само ако голем број луѓе се префрлат на точак, ќе биде корисно за сите. Ако се малку, се изложуваат на сообраќајен ризик и на зголемено загадување. Затоа е потребна критична маса. Самиот збор критична маса за прв пат е забележан кога група на велосипедисти се обидувале да преминат една улица и кога повеќе велосипедисти се собрале, фактички се створила една критична маса да може да ја премине таа улица. Самата филозофија на критична маса е токму тоа да се собери поголема група на луѓе што го сакаат велосипедот и да предизвикаат најразлични општествени промени во тој поглед. Критична маса е потребна не само за личните, туку и за општествените позитивни ефекти од возењето велосипед. Помал сообраќајен метеж, помала узурпација на просторот од автомобили, помало загадување на воздухот и поголема безбедност. Самата поставеност на градот Прилеп, географската поставеност, дозволува многу лесно движење низ градот со велосипед. Бидејќи сите релации се кратки, површината на градот не е многу голема. Не е секогаш лесно да се вози велосипед во Прилеп. Автомобилите владеат со улиците, а понекогаш и со велосипедските патеки. Според некои статистики, сметам дека имаме отприлика околу неполни 6 километри во град како Прилеп. Проблемот е што најпрво велосипедските патеки се во руинирана состојба. Значи се направени во некој минато време и од тогаш не се воопшто одржувани. Следен проблем е неповрзаноста на истите, значи една со друга. Прилепските активисти имаат план. Заедно со свеста треба да се развива и инфраструктурата. Не можат граѓаните да се убедат дека на точак е подобро ако тие имаат лошо искуство, ако немаат каде да возат или каде да паркираат. Следно што го планираме е еден посериозен проект за изработка на паркинзи за велосипеди, кој што нормално со дозвола од локалната самоуправа би требало да добиеме дозвола за нивно поставување. Станува збор за одредени локации во градот,
А овој проект произлегува едноставно од фактот што или се премалку велосипедски паркинзи во нашиот град, а знаеме дека според закон секоја јавна институција треба да ги има, а тие што ги имаме, нажалост, се демолирани од несовесни граѓани. Имавме и рекреативни тури во околината на Прилеп, кои што беа наменети и за помладата генерација, нормално и за повозрастните. Станува збор за 3 едукативни тури до локалитетот Стибера, беше првата, потоа до спомен куќата на Блаже Конески во село Небрегово и едукативна тура низ Прилепско поле со завршување во музеот за тутун, кој што нели е уникатен во државата и пошироко. Најдалечно до сега сум била до Битола и назад, тоа се 100 километри плюс нешто ситно. И тоа беше најдалеку до сега каде што имам појдено. Прилепските велоактивисти вложуваат посебен труд да ја насочат следната генерација на вистинскиот пат, поточно на вистинската велосипедска патека, како што некој ги насочил нив пред многу години. Татко ми ми е поттекна љубовта кон велосипедизмот и покрај сето кога се зачлени во Прилеп на Точек го разбрав се тоа, ми кажува, ми подечуваат оци, даме и татко ми обавезно и така го добив сето тоа знаење. Во Прилепот секогаш се возел велосипед. Постарите генерации го користеле за едноставно одење до работа, враќање дома, за сите секојдневни обврски.